Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во пресрет на 1 април денеска сите деца продефилираа во своите маски на манифестациите организирани во нивните општини. Додека пак детскиот културен центар Карпош и градот Скопје за утре од 11 до 13 часот на плоштадот Македонија ја организираат манифестацијата Априлијада 2017 Скопје се смее за сите градинки, училишта и деца од градот Скопје и околината. А ноќната забава ќе почне во 20 часот на плоштадот Македонија. Во приложение да ги погледнеме и денешните настани. Маскирани деца од училиштата и градинките продефилираа на манифестациите низ општините во Скопје. Од 4 до 10 април саем на книга, образование и туризам. Успешно заврши проектот со зеленило против загадувањето во општини Илинден. Во првите 3 месеци зголемен бројот на пожари во урбаните средини. Најзабавните, најкреативните и најсмешните маски на учениците од трите основни училишта во општина Илинден денеска беа наградени на Априлијадата која се одржа во спортската сала Гоце Делчев во населбата Илинден. А покрај ученици од училиштата учествува и децата од градинката Гоце Делчев. Во организација на општина Илинден по повод денот на шегата 1 април во спортската сала Гоце Делчев се одржа традиционалната 12-та порета Априлијада. На манифестацијата, како и секоја година, умешноста во маскирањето проследена со многу музика, игра, шеги и смеја, ја прикажаа учениците од трите основни училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и браќа Миладиновци, како и дечињата од детската градинка Гоце Делчев. За забавата на дечињата годинава се погрижија Мини и магионичарот, кој пред децата изведе разни магионичарски трикови. Благодарност до општина Илинден која го организира се ова. Денеска планирам да направам едно прекрасно шоу за сите дечиња кои се овдека дојдени, со цел да ја разубавам оваа програма која е подготвена за Априлијадата. Нешто омилено што име на децата е моментот кога ќе помине зимата, сакаат повторно снег да се појави, па таа ќе биде прва точка за вечерва, а понатаму следат низа на, да речам, точки кои ќе бидат доста интересни за сите и за целата публика. На Априлијадата можеа да се забележат најразлични маски кои децата ги изработиле со помош на своите родители, а имаше и дечиња кои на изработката на своите маски посветиле и по неколку дена. Што си маскиран ти денес? Во вампир. Во вампир. Твоја беше желбата за маската? Да. Во што си маскирана ти денес? Во бабата од Џивџи Силвестер. Ти сакаш да кажеш? Да. Ти помогна за маската? Мама и тато. Во балон. Балон. Кој ти помогна за маската да направиш? Направена маската. Со кого ја правеше маската? Со кого ја правиш маската? Со мама. За најинтересните маски на денешната Априлијада беа доделени и соодветни награди. Целата манифестација мина во прекрасна атмосфера проследена со детска песна, игра и смеја. Традиционално и годинава општина Илинден на најдобрите 3 маски од секое училиште и детската градинка им додели соодветни награди. Беа доделени награди за најзабавна, најкреативна и најсмешна маска. Општина Петровец денеска ја организираше 12-тата порета Априлијада. Градоначалникот на општината Борче Митевски беше во посета на училиштето Братство и единство, додека пак учениците од основното училиште Кочо Рацин и неговите подрачни училишта, како и децата од градинката се собраа на плоштадот во Петровец. Општина Петровец традиционално по 12 пат го одбележа 1 април денот на шегата. Градоначалникот на општината Борче Митевски го посети основното училиште Братство и единство во Коњари, каде на децата за убавите маски им подели чоколади. Децата пак од основното училиште Кочо Рацин, како и неговите подрачни училишта, и децата од градинката Авионче продефилираа на плоштадот во Петровец. На Априлијадата можеа да се забележат најразлични маски од принцези и невести до пирати и јунаците од цртаните филмови. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека нема да се бира најубава маска, туку на сите дечиња кои беа маскирани и учествуваа на Априлијадата им беа поделени чоколади. По повод 1 април, светскиот ден на шегата, општина Петровец, како и претходните години, така и оваа година, организираше маскенбал. Значи, пред само еден час беме во основното училиште Братство и единство во Средно Коњари, каде што
Во маскетбалот учествуваа сите деца од прво до пето одделение и на сите деца таму им поделивме пригодни поклони. Сега сме вдека на площадот во Петровец, каде што учествуваат сите дечиња од прво до пето одделение од основното училиште Кочо Рацин и сите подречни училишта. Оваа пракса ја применуваме веќе неколку години, изминативе години, ќе продолжиме и во наредните години и не избираме како и во минатите години, значи не избираме најдобра маска, бидејќи овој ден сакаме сите деца еднакво да ни бидат радосни. Едни од повпечатливите маски на априлијадата во општина Петровец беа кантата за отпадоци и пилето. Кажеш денеска во што си ти маскира? Во канта. Чива беше идејата да се маскираш вака? На мама и на сестрите. Со кого ја направи маската, кој ти помогна? Со мама. Во што си маскирана ти денес? Во пиле. Кој ти помогна за маската? Мајка ми. Што употребувавте за да изработите маската? Употребувавме листови и Колку време изработувавте маската? 1 месец. Општина Петровец ќе продолжи во иднина да ја негува традицијата за 1 април, кога скоро сите дечиња дефилираат по улиците под маски. Принцези, невести, бубамари, Спајдермен, Супермен и Бетмен се дел од маските во кои се маскираат децата од училиштата и градинката во општина Бутел, кои заедно се забавуваа во паркот Живко Брајковски. Во Бутел денеска по 11 пат традиционално беше одбележан денот на шегата. На забавата која беше исполнета со многу детски песнички игри, продефилираа најпознатите ликови од приказните на Дизни, многу принцези, бубамари, пеперутки, кловнови и пирати. Годинешнава манифестација беше во знакот на шегата и смејата, представена преку априлски мисионери и нивната временска машина. Снежана Клинчарова, шеф на кабинет на градоначалникот на општина Бутел, се обрати пред присутните во име на градоначалникот, кој за прв пат оправдано е одсутен и не присуствуваше на априлијадата. И им порача на најмладите, но и на повозрастните, секој ден да им биде исполнет со смеја како денешниот. Исто така е нагласи заложбата на општината за подобрување на условите во училиштата и градинката, како изградба на ново училиште и градинка во Визбегово. Оваа зграда која ќе ја реновираме и која е наменета за тие две паралелки кои досега работеа, дополнително ќе одлучиме дали овие две паралелки ќе ја продолжат наставата во оваа обновена зграда или пак ќе го продолжат своето образование во новото училиште што треба да се изгради во Визбегово, но на друга локација, училиште кое ќе биде со капацитет за 1000 ученици. Подрачното училиште кое е сега предмет на темелна реконструкција, во наредниот период, како што кажав, најверојатно ќе биде пренаменето за градинка. Во одбележувањето на денот на шегата учество зема учениците од сите 7 основни училишта, како и најмладите од детската градинка 11 октомври. Манифестацијата има надпреварувачки карактер, така што и оваа година беа избрани 3 најубави првоаприлски маски. Најуспешните беа наградени со пригодни подароци и дипломи за освоеното место, а сите други учесници добија благодарници за учеството. Маша и Медо, Елза, многу принцези, пеперутки, пирати и кловнови денеска се прошетаа во Реонскиот парк во Ѓорче Петров. Денот на шегата помина во знакот на смејата и детските песнички. Во општина Ѓорче Петров денеска, еден ден порано, беше традиционално одбележан денот на шегата. На забавата која беше исполнета со многу детски песнички и игри, продефилираа најпознатите ликови од приказните на Дизни, многу принцези, пеперутки, кловнови, пирати, како и најомилените меѓу децата, Маша и Медо. Дел од нив срамежливо, а дел храбро, зборуваа за нивните идеи за маскирањето. Ке ни кажете вие во што сте маскирани? Во индијанка. Кој те маскираше тебе? Сестра ми. Ти во што си маскирана? Во пролет. А тебе кој те маскираше? Мама. А која одделение си? 4. Јас сум во невеста. А ти? Во Клеопатра. Браво, а кој те маскираше тебе? Мама. Во Пинк Пантер. А кој те маскираше тебе? Мајка ми. А ти во што си маскирана? Јас сум во Star Wars.
На Априлијада 2017 учествуваа деца од сите 6 основни и 2 подрачни училишта, како и градинката Русица во Ѓорче Петров. Жири комисија составена од наставници од училиштата за најдобрите 3 маски додели награди и признанија за учество на маскембалот. Градоначалникот пак на Ѓорче Петров Сокол Митровски им порача на најмладите, но и на повозрастните секој ден да им биде исполнет со смеа како денешниот. И на оваа Априлијада во градскиот парк, како што гледате денеска, има извонредни маски каде децата се маскираат во сето тоа царство кој тие го замислуваат и го сонуваат. И имаме жири комисија од општината Ѓорче Петров која ќе направи одреден ранг или одредено рангирање и ќе доделиме соодветни признанија. И мислам дека оваа манифестација веќе е етаблирана во програмата на општината Ѓорче Петров, што покажува и бројот на учесници на денешна манифестација. Општина Газибаба по 12-ти пат традиционално ја одржа културната забавна манифестација Априлијада 2017. Централниот хепенинг се одржа на плоштадот во Автокоманда, а учествуваа децата од училиштата и градинките во општина Газибаба, кои продефилираа со своите маски. По повод денот на шегата, Одделението за образование при општина Газибаба заедно со образовните институции во општината, односно јавните детски градинки и основните училишта што се во нивна надлежност, организираа голем хепенинг кој се одржа на плоштадот во Автокоманда, каде децата продефилираа со своите маски. Општина Газибаба и оваа 2017 година традиционално по 12-ти пат ја организира оваа културна забавна манифестација. На хепенингот зема учество исклучиво маскирани ученици и деца, а воедно на целокупната манифестација беа доделени награди за деца од градинките и учениците. Ни кажеш ти во што си маскиран? Јас сум пантомимичар. А кој те нацрта вака убава? Мојата мајка. Јас сум маскирана во господица. Јас сум маскирана во ангел. Ја во цар. Јас сум маскирана во континер. Ваквите манифестации предонесуваат да се зголеми расположението кај децата, но и да се подигне нивната креативност и имагинација, а целта на манифестацијата е забава за сите жители на општината. Локалните власти беа пријатно изненадени од посетеноста и учеството на овој настан, кој се повеќе зема масовност од година во година. Од 4 до 10 април на Скопски сајам ќе се одржува 29-тиот сајам на книга, туризам и денови на образование и кариера. Оваа година повеќе од 80 издавачи со над 80.000 книги ќе бидат достапни за љубителите на пишаниот збор. Над 80.000 книги на повеќе од 80 издавачи ќе бидат на продажба на 29-тиот меѓународен сајам на книга, кој на простор од 4000 метри квадратни во првата сајамска хала ќе се одржува од 4 до 10 април. Покрај неголемите домашни издавачи присутни на сајамот на книгата ќе бидат и издавачи од Србија, Црнагора и од Албанија, а Шведска ќе биде представена преку својата амбасада со штанд за промоција на литературата за деца. Издавачите најавуваат пристапни цени и попусти до 70%. Покрај штандовското представување на издавачите ќе има и богата програма на промоции на нови дела и автори. Најавени се 60 на промоции во 7 саемски денови, а ќе има и трибини и дебати. Новина годинава е што изложбено продажниот дел на саемот е проширен и во втората хала ќе биде представена литературата за деца и млади и ќе има детско едукативно катче. Саемот на книга официјално ќе биде отворен на 3 април во 19 часот, а од следниот ден од 10 април ќе биде отворен за посетители од 10 до 20 часот. Од 6 до 8 април во втората хала ќе се одржува саемот на образование и кариера, а во третата хала меѓународниот саем на туризам Скопје Travel Market 2017. Влезниците за сите 3 саемски манифестации се по цена од 30 денари, односно 20 денари за организирани и групни посети. Сања Кондарко од Скопски саем денеска рече дека саемот на книга е најголемата културна манифестација во Македонија и меѓу најпосетуваните саемски манифестации. Саемот на книга традиционално е една од најголемите културни манифестации во Македонија и ги обединува најголемите издавачи од земјата и регионот. Фактички се наоѓа буквално книга за сич и вкус.
саемот ќе се одржи оваа година во проширени капацитети, значи освен во Метрополис арена каде што стандардно се одржува во првата хала, имаме и во втората хала представување на детската литература, каде што освен на штандовско продажно и изложбено катче, ќе имаме и детско катче игротека, каде што ќе се случуваат секојдневно во 7 дена на саемот многу интересни настани и едукативни и забавни за најмладите во смисла на работилници, креативни промоции на нови изданија детски, многу забава, награди и така натаму. Разделенети 20 локации на површина од 60.000 метри квадратни и засадени 1000 листопадни и зимзелени садници е резултатот од проектот со зеленило против загадувањето што се одвиваше во текот на месец март во општина Илинден. Проектот со зеленило против загадувањето што се одвиваше во текот на месец март во општина Илинден е успешно реализиран. Разделенети се 20 локации на површина од 60.000 метри квадратни и засадени се 1000 листопадни и зимзелени садници. Локалната самоуправа искажува голема благодарност до сите оние што зема активно учество и го поддржаа овој голем еколошки проект, со што се даде значителен придонес во заштитата на животната средина и обезбедувањето на почист воздух. Целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината, односно покрај пешачко-велосипедските патеки, површини покрај општинските улици и патишта, просторот околу домовите на култура, училишните дворови, просторот околу детската градинка, површини околу спортските терени и останати јавни површини, да се придонесе за подобрувањето на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитетот на животот во локалната заедница. Како дел од своите стратешки определби, општина Илинден продолжува со континуирани активности што директно влијаат на подобрувањето и заштитата на животната средина. Според податоците кои ги има бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, во првите 3 месеци од годинава забележано е зголемување на бројот на пожари во урбаните средини, а има намалување на бројот на пожари на отворен простор во споредба со минатите години. Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје за првите 3 месеци од годинава имала 500 интервенции на гаснење пожар, а ако се задржи овој тренд може да се очекува драстично зголемување на бројот на интервенции, изјавил Звонко Томески, командант на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје во интервју за МИА. Според досегашните податоци, бројот на пожари во урбаните средини е зголемен, а има намалување на бројот на пожари на отворен простор во споредба со минатите години. Минатата година оваа бројка се движеше во рамки на годишните просеци кои се евидентирале во минатото. Во текот на 2016 година, единицата интервенирала на 1117 интервенции на гаснење пожар и 121 техничка интервенција. Поредано со претходните години, иако годишниот просек на бројот на интервенција е задржан, разликата е тоа што во 2016 година беше зголемен бројот на интервенции во урбана средина, односно пожари на објекти, а намалување на бројот на пожари на отворен простор. Претежно сончево и топло време со слаб до умерен југоисточен ветер ќе преовладува за време на викендот. Температурата ќе достигне до 24 степени утре и 25 степени в недела. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7 степени утре и недела од 0 до 6 степени. Посвежо време и променливо со локални врнежи од дожд, а на повремено со умерен интензитет не очекува од почетокот на наредната работна недела. Во продолжение го гледаме МТМ Метео.
И уште една информација пред крајот на вестите. Македонскиот народен театар ги поканува студентите утре бесплатно да го посетат маратонот по повод 72-тиот роден ден на театарот под мотото "Создаваме на светов убавина". Студентите ќе имаат можност бесплатно да гледаат представата "Животот е прекрасен" со почеток во 15 часот и "Сомнително лице" со почеток од 21 часот. Билетите може да се подигнуваат од денес на билетарницата во Македонскиот народен театар со приложување индекс или студентска легитимација, информираат од МНТ. Покрај овие две представи на роденденскиот маратон на МНТ од 13 часот ќе биде изведена и представата Силијан Штркот Шанца. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Спортските вести се следни на МТМ. Пријатно од мене.